Христијан Мицковски исто така јасен беше во ставот и во ова студио на 3 пати на моje прашање и инсистирање, рече дека да, избори ќе има, ама ќе бидат редовни, што значи нема да има предвремени. Другиот ден вие излеговте со тоа, рековте дека ќе има и убеден сум дека ќе има предвремени избори. И денес сте убедени дека ќе има? Да, јас и тогаш еви сега ќе го аргументирам ставот. Зошто сметаме дека предвремени избори ќе има, не само што ќе има, туку нема да знаат кај да избегаат представниците на власта од проблемите во кои што ќе се најдат заради нивните погрешни политики. Прво, толкава е дупката во буџетот, да сериозно е доведен ново прашање и исплатата на пензиите и фондот за пензиско осигурување и на платите. Од каде ќе најдат пари? Еве, се некои нови заеми со непознати камати се зимаат од кој знае каде. Значи, незадоволството ќе расте. Еве, што прави владата да ги пресретне, да ги изменаџира протестите кои што вие велите дека ќе ги најавија синдикатите. Да, па ништо не прават. Ти ќе се соочат со народен револт. Со тоа ќе се соочи оваа влада. Тие мислат дека луѓето се наивни, дека се слепи, дека се глуви, дека ќе им кажуваат колку е кошничката и дека тоа ќе им го наполни фрижидерот на луѓето. Не, оваа влада е најлошата влада во историјата на државата. Ниту имаат знаење, ниту капацитет, ниту искуство како се води држава, ниту имаат желба да направат нешто добро за граѓаните.